Ова издание на серијалот имаме неколку прашања за вас. Го посветуваме на вештачката интелигенција и затоа Валентин Нешовски е тука денеска со нас. А Валентин Нешовски е новинар, писател на научна фантастика. Тоа му е определбата како содржина. И во последните неколку години веќе прилично длабоко влезе во она што значи вештачката интелигенција, аспектите на вештачката интелигенција во еден широк опфат, но највеќе од аспект, барем јас така проценувам, од аспект на тоа што значи вештачката интелигенција како нова, практично четврта револуција, технолошка револуција во светот и како таа ќе влијае врз општеството и врз животите на луѓето воопшто. Па Валентин, благодарам што ја прифати поканата да бидеш дел од овој серијал. Имаме неколку прашања за вас. И еве да кажеме дека неодамна вие го основавте, односно го промовиравте основањето на think tank организацијата Интелигентна и хумана иднина, како нов истражувачки аналитички центар посветен на етичката и хуманата примена на вештачката интелигенција. Што е натера да го основате овој think tank? Што стои позади, зад мотивите ваши и на колегите со кои заедно? Благодарам, Зоран, на можноста да зборуваме за оваа важна тема. Што не натера, од спорадично гледаме од она што гледаме во јавноста, изгледа дека сите повеќето луѓе користат вештачка интелигенција, меѓутоа постои едно отсуство на јавна дебата, отсуство за свест, а да не зборувам за некаква анализи, импакт асесменти или пак институти што веќе се случува, поврзани со вештачката интелигенција, што веќе се случува во многу држави во регионот. Како што спомнавте, вклучително отсуство на законска некаква основна регулатива која веќе се применува во развиените земји. За да знаеме што значи вештачката интелигенција, таа има големи придобивки, меѓутоа има и одредени ризици со кои ќе се соочиме во наредниот период. Предностите се многу, вклучувајќи забрзани научни откритија, вклучувајќи подобрување, например, во здравството. Тоа се случи со AlphaFold, еден проект на Google DeepMind, кој за една година ги откри сите можни варијанти на свиткување на протеините. Што е огромно достигнување, ако знаеме дека на еден тим на докторанти за да открие сите варијанти на свиткување на протеините му треба години. Практично велат, а тоа го изјави Демис Хасабис, Нобелов лауреат од AlphaFold по биологија, пазете, а тој е IT инженер, вели дека варијантите за откривање на протеините се повеќе од колку што постојат атоми во познатиот универзум. Таква е моќта на вештачката интелигенција, моќта за комбинаторики. Потоа откривање на нови лекови. Вакцините што ги се случивме, што ги користавме за време на ковидот, беа делумно откриени во симулација направена од вештачката интелигенција. Има еден проект ГНОМ кој се бави со откривање на нови материјали. Преку 300.000 нови материјали се откриени со комбинаторики направени од вештачката интелигенција, од кои 345 се потврдени во лабораториски услови. Придобивки има, например, во оптимизација на работните процеси, зголемување на продуктивноста на трудот. Не знам, во Кина, например, за да илустрирам секоја добија придобивки, во Кина постојат така наречени темни фабрики. Што значи темни фабрики? Значи дека внатре работат исклучиво роботи, вклучувајќи и хуманоидни роботи. Темни се затоа што они ноќе ги исклучуваат светилките. Зашто? За да штедат струја. Например, Huawei и Midea имаат направена фабрика која се простира на хектари пространство, во која се произведуваат машини за веш и нема човечка рака внатре.
Потоа персонализирано образование, односно со вештачката интелигенција се обезбедува, може да се обезбеди тутор, посебен кастомизирано учење за секој ученик. Подршка за решавање на глобални проблеми, како што е климатските промени и така натаму. Ако ми дозволиш уште малце сега околу ризиците да споменам, големи се ризиците исто така, вклучувајќи ги, ќе споменам подоцна и некои податоци, масовно отпуштање, губење на работни места, злоупотреба, се извинувам, и надзор од авторитарни системи. Дезинформација и манипулација со јавното мислење, така наречениот deepfake. Екзистенцијален ризик, доли научниците зборуваат за екзистенцијален ризик од вештачката интелигенција, бидејќи може да направи драматични промени. Со еден збор, станува збор за една многу трансформативна и дисруптивна технологија, убава рече, четврта револуција, технолошка, и мене ми се чини дека живееме во најинтересните времиња од човечкото постојање па до денес. Ова се навистина времиња во кои треба да се посвети внимание. И само уште една реченица, многу држави имаат сериозен пристап кон оваа работа. САД имаат председателски декрети, укази околу вештачката интелигенција. ЕУ го донесе така наречениот ЕУ акт, која е некоја основа за надоградување. Еве ќе споменам од регионот. Албанија во петокот објави дека во стартапот на Мира Мурати, поранешен технолошки шеф на OpenAI, вложи $10 милиони. Така да, навистина е потребна на јавна дебата во која ќе се обидеме да влијаеме и врз властите со цел да ги пресретнеме овие трансформативни. Значи, зборуваме за тоа дека вашиот think tank практично сака да укаже на сите овие аспекти за тоа како треба да се постави нашата држава, Северна Македонија, визави вештачката интелигенција. И во таа насока од ова што досега го кажавте, ја препознавам, се разбира ќе одиме и во детали понатаму, но два аспекта ми се особено гледам, ги препознавам како особено важни. Прво, свеста за тоа дека какви се можностите на вештачката интелигенција, каде се може да се примени, а гледаме само од овие неколкумина примери што вие ги спомнавте, дека можностите се навистина исклучително и широки, и длабоки, и може да постигнат големи ефекти. И вториот аспект е регулативата. Практично мора на некој начин да се прифати дека имајќи ги потенцијалите на вештачката интелигенција, сето тоа мора, практично, ја барем така цена, вие ќе кажете дали навистина мора, да се стави во некакви рамки на регулација, за да не избега од контрола или да не ги пропуштиме потенцијалите и можностите што ги дава вештачката интелигенција. Дали сум во право? Ајде прво за свеста во Македонија. Колку во Македонија сме свесни и каде сме сега во однос на тоа што представува вештачката интелигенција? Апсолутно е така. Нашиот think tank, кој се состои од 5 основачи, кои се реномирани стручњаци во повеќе области, од бизнес девелопмент, од невладини организации, од IT експерти и така натака. Строчи еден документ, позицијски документ, ние од почеток се амбициравме дека ќе направиме policy paper, политички документ, меѓутоа свативме дека прво областа постојано се движи, од сад во сад се менуваат настаните и потоа рековме ќе направиме позицијски документ. Точно е, значи јавноста мора да свати, вклучувајќи и властите, дека динамиката на трансформациите што се случуваат е апсолутно ултра брза. Каде е Македонија, се случуваат некои настани, меѓутоа тоа е се, ми се чини спорадично, не води до некакви системски решенија. Се случија минативе 2 години некои настани на кои присуствував на повеќето. Например, се сретнав со еден Джефри Крукс, кој е шеф на одделот за технологија и развој на Оксфорд универзитет. И неговата специјалност е роботика и етичка примена на вештачка интелигенција. И неговите стави, он беше дојден во Скопје на покана на МИТ универзитетот,
И неговите ставови се исто така да се алармира јавноста дека нешто се случува, знаете. Го имаме примерот со интернетот од пред 20 и 30 години, каде што сите се надевавме дека интернетот ќе донесе само добри работи. Се случи дека донесе и лоши работи во отсутство на регулација. Ние сме во тимот технооптимисти. Ние не сме некои лудисти кои, како во почетокот на минатиот век во Британија, кога се појавија машините, па ги кршеа машините. Не. Ние сакаме да промовираме употреба на технологија, меѓутоа таа да биде во етичка смисла, односно да биде во корист на човекот. Значи, идејата ни е да алармираме, да предупредиме и да поведаме јавна дебата во која ќе произлезе некакви стандарди. Да, навистина имаше, да речем, неколку настани, имаше самит за вештачка интелигенција, некои од факултетите во Македонија организираа разни дебати, трибини во однос на ова прашање, но дали сето тоа е поставено во вистинската насока? Дали зборувавме до сега дека е неопходно тоа, но што треба да се направи за да се обединат сите овие тези, препораки, политики што практично произлегуваат од овие настани за да имаме за да препознаеме една насока во која можеме да кажеме окей, добро се движиме. Видете, ние и сега доцнеме. Ние се наоѓаме во средина на имплементација на четвртата технолошка. Не го фативме ни почетокот. Ако до пред 2 години, за да илустрираме исто така која е динамиката, имаше умствен надпревар помеѓу така наречените акцелерионисти, односно забрзувачи, кои се залагаат за побрзо имплементирање на вештачка интелигенција, и катастрофичари, оние кои предупредуваат дека може да настанат големи потреси, ако не и уништување на човештвото од една напредна вештачка интелигенција. За само 2 години овие катастрофичарите изгубија битката и неминовен е патот. Постои ултрабрза трка помеѓу компаниите кој прв ќе дојде до, сега имаме вештачка интелигенција, кој ќе дојде до генерална вештачка интелигенција. А дел од теоретичарите велат само 1 секунда ќе трае моментот на генерална вештачка интелигенција, која значи дека ги има сите моки што ги има човекот, резонирање, расудување, одлучување, world view, така наречен поглед на светот собствен. И во таа 1 секунда, која ќе ги достигне тие моки, ќе се случи супер вештачка интелигенција, која може да биде илјадници пати поголема од интелигенцијата на човекот. Може да се случи да не го разбираме јазикот со кој таа ќе ни збори. Тоа се некои елементи кои вака илустрираат за тоа за каква моќ се работи. И сега ние се наоѓаме во средина на тој период. Тој го нарекуваат транзицијски период, кој можеби ќе трае 20-30 години, во кој ќе се случат тие драматични промени во кои зборуваме во повеќе области, и предности и ризици. После тоа велат дека или ќе дојде до така наречен abundance of products, продукти ефтини секој за секого. Човекот практично да може да ужива. Зборувам малце во дистописки рамки, меѓутоа велат оние кои ги следам, а се врвни научници во областа, од Сем Алтман, од Макс Тегмарк, од Елајза Јудаковски и така натака, навистина дискутираат за овие теми. Гледаат во перспективи од 30-40 години. И велам, поради тие динамики на капитализмот и геополитичките трки, имаме трка помеѓу Америка и Кина, кој побрзо ќе произведе, нели, ќе дојде до генерална вештачка интелигенција. Тоа сакав да ви го поставам како второ прашање. Може ли овој тип, рековте дека Северна Македонија, речеме, прилично доцни во однос на прифаќањето и свеста за тоа што значи вештачката интелигенција, но во трката на големите суперсили да
приграбат колку што е можно придобивки да одат во развојот на вештачката интелигенција, може ли да не се случи повторно да имаме големи разлики во однос на развиениот западен или сега веќе север или што и да е, бидејќи Кина, нели, не можеме да ја ставиме во контекст на западните демократии како што досега ги знаеме, но во однос на технолошката револуција, особено со вештачката интелигенција, тие граници веќе ми се чини дека се бришат и едноставно станува збор за суперсили во технолошка смисла кои одат или веќе се отидени многу напред визави останатиот свет. Да. Дали ќе се соочиме со такви разлики, како што на времето, кога беше големата индустријска револуција, она машинската од 19. век, ги спомнавте, лудистите, кога, да речеме, Европа и Америка отидоа прилично напред, за разлика од југот, што стагнираше во развој. Гледайте, сведоци сме на тоа дека на геополитичката сцена се партикуларизира просторот. Иако глобализацијата велеше дека ќе се унифицира. Во технолошка смисла јас не гледам дека ќе постојат разлики, затоа што вештачката интелигенција продира во секој дом. Ние имаме во Македонија, иако со ништо не сме придонеле кон развивањето на ова. Меѓутоа, може да дојде до социјално раслојување во категории на ултрабогати и ултрасиромашни. И веќе сме сведоци на тоа. Еден OpenAI, една Тесла, гледаме дека стануваат мултимилиардери, додека, например, според меѓународната организација на трудот ИЛО, во моментов околу 75 милиони работни места се под ризик. И тоа зборуваме за високо образовани кадри. Или проекциите на Goldman Sachs, да не грешам името се дека од 2030 меѓу 300 и 500 милиони работни места ќе бидат загрозени. Така што во првичниот период, овој транзицијски период кој го зборам, може да се случи разлики што велите во социјалната инфраструктура на светот и економската инфраструктура. Меѓутоа, во технолошка секој добива шанса. Буквално секоја индивидуа, имајќи така наречени вештачки агенти на вештачка интелигенција, практично ќе има 5 советници, 5 вештачки интелигенции кои ќе го советуваат како да ја развива својата компанија. И практично доаѓаме до индивидуалните способности, што е некој императив да речеме на америчкиот капитализам. Индивидуалците во центар. Да. И практично доаѓаме и до моментот позицијата на човекот во тој амбиент. Ќе остане ли и ќе ја задржи ли својата хумана позиција во однос на вештачката интелигенција и дали ќе успее да ја задржи контролата врз вештачката интелигенција, затоа што постојат разни приказни или укажувања дека неетичкото користење на вештачката интелигенција може да донесе сериозни последици. И практично го отвараме прашањето за кое исто и вашиот think tank се залага, а тоа е улогата на етичката примена на вештачката интелигенција. Се наспомнав затоа што допревте до најважното прашање, ми се чини. Во светот на технологијата, на вештачката интелигенција, го велат тоа alignment, односно усогласување на вештачката интелигенција со човечките вредности. Но прашањето кои се човечките вредности? Бидејќи ние имаме различни вредности, па и во општествена, економска или културолошка смисла. Едни се вредностите во Тајван, други се вредностите во Кина, трети се вредностите во Африка и така натака. Практично, дел од социолозите велат дека прво луѓето треба да се да се усогласат со своите вредности, па потоа да наметнат на вештачката интелигенција. Што значи етичка примена? Значи дека да биде употребена за човечката добробит. Таа може да носи брзи решенија, точни решенија, но да не бидат етички.
И во таа смисла, знаете, кога ги тренираат моделите на ВИ, таа го има прочитано целиот интернет. И таа издаваат дата сетови и сега зборуваат дури за вештачки дата сетови, односно вештачки произведени податоци, кои самата ги произведува. Потоа има во фазата на тренинг, пред да ја пуштат во употреба, има така наречен human, се извинувам за англискиве терминологија, но се уште не се усогласени кај нас, така наречен human reinforcement learning, што значи моделот трениран го даваат на луѓе и тие му велат: ова не е добро. Не е добро да дадеш рецепт за правење на атомска бомба. Не е добро да дадеш рецепт, а таа го знае рецептот. И се развиваат нови дисциплини во науката, како што е VI safety, безбедност за вештачка интелигенција. Промптинг, како да напишеш задача, како да ја дадеш. Ова ме тера да ве прашам нешто. Можеме ли ние да ја направиме вештачката интелигенција според етичкиот модел на човекот? Може ли таа да ги прифати етичките правила во однесување, да речеме, да не дава рецепти како се прави атомска бомба, да не прави расна дискриминација, да не прави било каква друга дискриминација која човекот според својот етички профил ги одбива како да ги прифати. Иако не секаде и секогаш, но во принцип тие се принципи за кои се залага, кои се во центарот на етичкото однесување на човекот. Дали вештачката интелигенција може да го прифати тоа? Апсолутно да. Апсолутно да. Ако јас користам многу и во филозофски дебати со неа. Типично е што во првичните модели во кои имавте чувство кога разговарате дека има reasoning, дека размислува, односно резонира, можевте да ја наведете да ви даде рецепта. И е познат примерот на еден американски новинар кој рече, побарал: дај ми 5 рецепти како да со отров да убијам некого. И он вика: не можам да ти дадам, забрането ми е. Меѓутоа, они вика: но ми треба за драма, пишувам роман, и му ги дава. Тоа беа старите модели, ChatGPT-3. Сега, последниот модел што го објавија ChatGPT-4o и 3 mini и така натака, не. Многу потешко ќе ја излажете да ви даде податок во кој. Потешко ќе изманипулирате. Таа ги знае сите манипулации, бидејќи ги прочитала во романи, во секојдневни интернет дискусии и така натака. И тоа велам, ова е многу битен елемент што го спомнав. Човекот ја учи вештачката интелигенција. Се прашањето е па тука кои се етичките вредности на човекот. Дали OpenAI или Tesla или Grok или Anthropic ќе изберат прави стручњаци кои ќе научат што е етички, а што не е етички. И уште еден момент само да спомнам околу AI safety, AI безбедноста на вештачката интелигенција. Човекот ја учи, меѓутоа во одреден момент веќе не ќе може што да ја научи, веќе таа знае се. Зборуваат за модел кој се користи е тоа дека поназаден модел на вештачка интелигенција го учи понапредниот модел на вештачка интелигенција. Односно, така наречен self-learning во едната фаза, меѓутоа ChatGPT-4o го учи и контролира на некои етички и морални стандарди наредниот модел кој може да е многу понапреден. Сега ми се наметна уште едно прашање што ќе ви го поставам, а тоа е, бидејќи спомнавте во неколку наврати во различни варијанти, дека вештачката интелигенција се само надоградува себе си. Значи, човекот и дава инпут, и дава податоци, таа учи врз основа на нив, но учи и врз основа на сето тоа што е достапно на интернет. На интернет има многу достапни материјали за вештачката интелигенција и таа со неверојатна брзина може да ги прибере тие знаења. И може ли да отиде до таму ми се чини дека и тоа го спомнавте, дека, или ајде да ве прашам, дали може да отиде до таму да почне да станува самосвесна во донесувањето на некакви одлуки и препораки? Можно ли е такво нешто?
За тоа многу зборува и алармира Ювал Ноа Харари, кој е познат светски историчар и исто така филозоф. Тој вели дека за прв пат во историјата и алармира и предупредува за поспора технолошки напред. За прв пат во историјата човештвото доброволно се откажува и ја пренесува моќта да одлучува на друг ентитет, на друг интелигентен ентитет. И тоа е многу опасно. Така. Може да биде опасно, теоретски. Други пак велат дека лесно ќе ја контролираме, се зборува за unplugging, ќе ја исклучиме од струја, меѓутоа не е баш така. Бидејќи се појавуваат, според анализите кои ги читам, дури и self-preservation, за само заштита кај вештачката интелигенција. Познат е случајот каде што во тестинг фазата OpenAI го дала еден модел на надворешна компанија да го контролира. Многите зборувале дека од утре ќе го избришат стариот модел, ќе стават нов. Ноќта се обидела вештачката стариот модел да се префрли на друг сервер. Self-preservation. Има еден британски институт кој неодамна пред 2-3 недели објави една анализа околу ова. Кои се, особено околу самозаштитата на вештачот, кои се елементи ги добива од човештвото. Уште од порано, без да ја се даде задача, она научи урду. Или научи еден јазик кој зборува 300-400 луѓе, има 5-6 документи и го научи тој јазик да не ја сгрешам земјата австралска, Тасманија. Можно ли е, бидејќи сега зборуваме за овие аспекти, но ме испровоцира тоа, а секој е можно дека вештачката интелигенција, некој од моделите, ги прочитала законите за роботиката на Исак Асимов и веќе ги знае трите принципи. И дека последниот од нив е дека треба да го сочува својот интегритет по било која цена, но не по цена на животот на човекот, што претходи во другите два принципа. Дали може да се раководи од тие принципи веќе? Јас сум љубител на научна фантастика, ги знам законите, трите закони на Исак Асимов и нултиот, 4 се практично на Исак Асимов. И дури се обидов на X им пишав на делот на Елон Маск, на Елајза Ковски, дека тоа е во основа безбедноста, законите на Асимов, кој вели дека кој велат во основа дека не смее да му наштети на човекот. Меѓутоа е далеко посложена веројатно работата, бидејќи еден од научниците кој е на вистина врв во оваа сфера, Стивен Волфрам, се бави со тоа да открие што се случува внатре во тие neural networks, невронски мрежи. Бидејќи не им е јасно на OpenAI и на големите технолошки практично што се случува внатре. Индициите и истражувањата ги кажува Волфрам дека не може целосно да открие што се случува внатре во тие милијарди, трилиони и така натака комбинаторики кои ги прави ВИ и веројатно лесно ќе ги заобиколи овие на Асимов законите за кои зборувам. Ова е многу широки спектар на прашања отвара оваа тема, тоа апсолутно е. Ние ограничени сме со времето. Еве на крајот, што е тоа на што укажувате првенствено што треба да се обрне внимание во образование, во социјалната сфера, во економијата, во работните односи? Да, ние во тој позицијски документ, кој во ова кратко време не можем да го опишем целиот, но ќе наведам некои елементи. И поканувам вашите гледачи да ги отворат позицијскиот документ на нашиот вебсайт, кој е на англиски и на македонски, ihi.org, каде што лесно ќе го најдат документот. Ние таму подготвивме околу 20 на препораки поделени по области, например во јавната сфера, во јавната администрација, во здравството, во образованието. Зборуваме за тоа дека е потребно
Препорачуваме, 3 месеци го спремавме овој документ со многу голема безброј документи прочитани, анализи и така натака. Воведување на вештачка интелигенција во средното образование, модули во високото образование. Зборуваме за во здравството. Во здравството има голем напредок и примена веќе на вештачката интелигенција. Подобро чита рентген снимки од него ли стручњаците во таа област. Препорачуваме воведување на регулаторно тело. Особено зборуваме за така наречен Universal Basic Income, основен доход за населението, за секој поединец. Тоа е тема за која се зборува во светот. Бидејќи го спомнавме социјалното расслоување и можноста дека 300 милиони работни места до 2030 година ќе бидат загрозени, луѓето ќе останат без работа, се зборува за основен универзален доход за поединци, бидејќи теоријата е дека не спомнавме роботика. Роботиката веќе роботите се панати на околу $35,000. Да. Замислете дека еден робот работи 18 до 19 часа, него не му треба одмор, не му треба здравствено осигурување, не му треба боледување, така натаму. Заштедите, само една реченица, заштедите, проценките се дека во САД $500,000 годишно по еден хуманоиден робот ќе бидат за компанија. Идејата е дека треба да се направат фондови од кај ќе се влечат овие пари за Universal Basic Income. Тоа и ќе се пренасочат, да. Така, да го појасниме тоа. Ако да пробам јас, па вие ќе ми кажете дали сум го право. Со развојот на вештачката интелигенција, роботиката и сите процеси што ги носат овие аспекти, ќе се зголеми продуктивноста во компаниите, ќе се зголеми инкомот, бизнисот, профитот на компаниите. Сега прашање е на етичка поставеност на општеството, на луѓето, бидејќи имаме таква ситуација, од една страна голем развој, големи профити, големи приходи, а од друга страна изгубени работни места, луѓе што не знаат повеќе што да прават со своите професии заради напредокот на вештачката интелигенција. И сега практично етичкиот пристап во овој аспект е да од тие профити да се извадат пари кои ќе бидат наменети за луѓето, за да можат тие да живеат и да можат да го компензираат тоа што го загубиле благодарение на вештачката интелигенција. Сосема сте во право. Дури имам надеж околу ова, по две линии. За прв пат во историјата на технолошките револуции, самите компании кои се носители на овие револуции бараат регулација. Елон Маск, Сем Алтман, Ентропик, шефот и така натаму, одеа во Американскиот конгрес. Светска турнеја правеа барајќи од законодавците да направат регулатива. Која ќе ги покрие овие прашања? Регулатива околу безбедноста и второ, они ја инициираат дебатата околу Universal Basic Income. И точно е тоа, да се излечат пари од заштедите од здравствено осигурување и така натаму, и да се направат во фондови за луѓето да можат прелевман на богатството да се направи, што вака звучи дистописки и така натака, но јас имам некаква надеж околу тоа, бидејќи за прв пат во историјата големите корпорации викат дајте да се регулирам. Традиционално парламентите и властите се бавни. Но еве, поттикот може да дојде од овие иницијативи, од овие дебати за кои велам треба да се отворат и да се дискутира, да знаеме за тоа. Ви благодарам многу за овој разговор. Очигледно има многу прашања што останаа, што можеме да ги отвориме. Самата тема е таква, но сепак се надам дека ќе има прилика и друг пат да ве поканиме и да прифатите разговор на овие теми. Благодарам уште еднаш. Да, ова е огромна тема, носи тектонски промени на куј рок и ви благодарам, се надевам ќе имаме друга прилика.